пази сега друг синдром. Деца, кога збориме за недостаток на сон, деца од 6 до 12 години, 9 до 12 сати. 6 до 12, 9 до 12. 9 до 12, една ноќ на 9 до 12 ако е нарушена. Не 7. За тебе 7. За тебе 7. За деца, една ноќ у која што не е исполнето 9 до 12 сата. Утредента, тоа дете е за 25% покачено инсулин резистенс. Тури 3 дена, 2 дена. Дури 10 години. Кој 2 дена? Кој 2 дена? Деца, Знаеш колку пати бомба ќе фрлам у мало? Да. Ја го успивам моено у 9, а у исто време ечи бе. Ечи надвор 200 деца. Абе 7 часови ви починат бе. Што правите бе? Го знам детево бе. Кога ќе спиеш бе, човече? Ги гледам у мал. Не едно. Да, 7, 8, 10. Абе галама пее се. Ја го успивам. Кога ќе се прибереш? Кога ќе го избањаш? Кога ќе вечера? Кога ќе го успиеш? Кога ќе легне? Кога ќе почне да спие тоа дете, што е трето оделение, Кога ќе стане за школа? за да стане у 7, за да му почне час у 7:30. Кој бе 9 сата, бе, тоа дете 7 не спие. Нема шанси. 5 дена у неделата. До 8 оделение. 125%. До 8 оделение. Да. Тоа навика ствара да не спие. Знаеш, кој е единствен фактор кој што може да го одржува ова да не биде диабетичар дете во 8 оделение? Тренинг. Да. Ништо друго. Ништо fucking друго. Мене ова ми е едно од најзапрепостувачките ствари. А колку не се збори? Една ноќ до 12 до 12 години, до 12 години. 9 до 12 сати. А не дека е нешто помаце. Од 13 до 18 е 8 до 10. До 18 кој До спиел 10? крајна средно. Една ноќ со немање 8 сата ти си утредента 25% инсулин резистенс. И Чукаш па на графата декади може да поминат. Декади може да поминат и ти да си тераш што покачен инсулин, ти си инсулин резистент од прво оделение. Ствари, ова е тоа сега што зборам ја у задње време како растам, нели на 30 више, 34, и сега што биле постари од мене 5-6 години, еднаш годишно умира некој рандом. Од нигде, никаде. Аха, рандом. Што точно Тој знам. може недиагнозиран тип 2 диабет да има бе. И полоши болести. Ама ги дознаваат и како бе? Да. Ќе влеземе. Од страв. Дечко, не знаеме дали чекај бе, човек, глава ме болеше, вчера бев здрав, ама не бе, тестовите покажа имаш бла-бла. Зборам за мигрени. Не станува. Да. Умира. 41, 42, 43, мозочен, Да. на 50. Ја тие, само вака им ги викам у себе, нормално, не со други, зашто луѓе ги знаат. Кам, добро, овој човек, како има живеен? Аха, добро. Знам дека се прави масакар од 18 за 40 години, петок, сабота, недела, добро, пие, прави, пуши цигар. Добро, и сега ми се мапирани веќе ликови од град. И дури Чекам. и незгодно, така како ќе каже некој лоша вест, Као, ти у глава, јасно ми е. Не сум изненаден. Така, ама и никад не можеш да го кажеш. Не, тама работа. А они сите потресени, гром од ведро небо. Не беше громот ветро. А ја исти сум и јас секојаш. Ама ова не го знаев, само ми ја потврда. Некоја теорија има Исти своја. сум и јас секојаш. Зашто викам, Абе, здрав не прав може бил. годините мене Здрав прав. здрави да не ми дадат дивиденда ваму. Ги гледам како им даваат на Джокович, на Леброн, не може на 40 All Team First NBA да е. Да. Како? А до сега немало у кариериве на Значи нешто правил изминативе 20, Роналдо овој. Викам, добро, зашо не правам јас како нив за на 40 плюс мене да ми дадат дивиденда телот. И затоа и го правам тоа заради една од причини.
А ова еве ми само scientific 9 од 10, потврда. 9 од 10. So insulin Девето и resistant. сите што не слушате и сите што не слушате, сите што ќе ги видите утре Мгм. низ град, 9 од 10. Е во некој си метаболик синдром. Гледаш годините доле како што викаш ти тајм. Све е Декади. нормално. До type 2 додека не почне. Е па таму е 40 години. Така. Јас стално викам. Абе, Ама таа графа е само за диабет? Истата графа може За да е за све. Алцхаймер, За за све, за срцева, за еректал, за Stroke, мол. неплодност. све. Ќе ги поминеме сите, сите ги поминеме. Јас стално викам. Ќе биме после 40. Така Ја е. знаеш како тоа? Се успорува метаболизмот, ете го зборот што го користиме безпотребно. Така е. Се успорува вика метаболизмот и после 40 е одговорот на телото. Наеднаш. Као вика, сега све што беше, дај вам работата. така. Ти не си работел. Еве ти ова, еве ти ова, еве ти. Ти си работел, вози бате, вежбе. Глум прави од ведро небо, човек, Од мој од град. рак. од нигде никаде. Така, а? Рак. И за рак имам. Да. Само ми даде Ајте така. сликови. Значи за една вечер. А ако редовно спијат по 1 сат помалку, за 2 години, не во проценти, 3 пати. Чи 300%. Колку години ако не спијат? Една година. Не, ако не, редовно. Ако не... Ако е редовно. Не Аха. години, редовно. Добро. Значи ако more than not. Ако повеќе спие него што не спие? Не, ако од 7 дена у неделата Добро. ти 4 имаш 7 сата, а 3 имаш 8. Аха, добро. Ако ти е редовно, Така, дека така, имаш еден мањак. Аха. Добро? А редовно за мене значи почесто. Да. Од 7, 4 дена спиеш 7 сата. Да. А 3 8. Ако тебе тоа ти е животот. За 2 години така, 3 пати е поверојатно дека имаш инсулин резистенс. Само од тоа. Можеш да си перфектен у исхрана, перфектен у вежбање, у се можеш да си перфектен. Тој сум јас бе да мој мамек. Спи, Да. Сега тоа размишлам. спи. Па како не? 7 ми е лудило мене. Спи. Значи 8 треба. Добро. Добро, инфламација. Друг еден primary драйвер за како уште еден тип на аларм. Значи сега набројуваме аларми. Стрес е еден вид на аларм. Инфламација е друг тип на аларм. Има некои си други молекули, цитокаинс. И сега инфламација може да е од удар, од инфекција, а инфекција е од намален имунитет, а намален имунитет е од инсулин резист. Намален имунитет е од несензитивни имуноклетки кои што се energy deprived. Затоа што станале несензитивни, затоа што они, значи тие таквите критични играчи во организмот, како имуноклетки, како хормони, тие се ненормално сензитивни на микроскопски промени. Најпрвата мала промена, например, во нивото на инсулин, тие одма реагираат. И сега ти можеш да имаш имуноклетка на која што и треба енергија. Сега јас сум треба да се шуњам низ телото. Јас сум прва која што ќе реагирам на покачен инсулин. И сега јас со тек на време сум научен, например, на толку и толку молекули глукоза. И сега ти со тек на време, наместо 3, 2 ми даш. Таа имуноклетка полека станува compromised. Да бе, несензитивно толку. Што значи ќе почне да си ја губи функцијата. Ке слек на работа. Ќе слекна работа. Почне ли ти имуноклетката да слек, Ке забушава. бактерии има еден куп нон-стоп, ке се фати, нема ни да знаеш. Се фати негде полека ќе почне да работи. Абе, ме болат зглобовите. Абе, зашто тука нон-стоп имам оток? Свега, што е све се? Нешто ми е одово. Скриени инфламации. Скриени инфламации. Ама, колку луѓе се со години во некаква си скриена инфламација? А не ни знаат дека е тоа. Е па тоа е. Уште еден од алармите кои што вриштат.
вриштат и они исто се уште еден од сигналите да или да покачиш шекер. Или да, ако не го слуша никој алармов, да му каже на кортизолот, оти он многу е погласен, па да убаци стрес у сликата, па од таму ајде па инсулин и како е се поврзано. Што значи имаш така хронична инфламација која што уште еден од нешто што може да си биде дел од лајфстајлот, кој што ти не си свесен, не ти го ремети толку многу. А не ти го ремети, да тебе постепено така помалце живееш со декади, да ти полека си го build up. Збориме за инсулин резистенс од преска, само за тоа збориме. Како све може да си го качуваме ние инсулин резистенс. За тоа ти кажав хорор сценарио. Милион начини како да го влошиме, а многу малку да не го влошиме. Да. Еден од инфламациите може да е, например, загаден воздух. Лоша храна. Лоша храна. Нездрава храна, инфламаторна. Да. Самиот факт да ти се масните клетки зголемени е како мимик на инфламација. Да. Кога некој се здебелува, by the way, ќе се спомне ова и многу пати понатака, во obesity делот, имаш масни клетки. Масни клетки можеш да имаш подкожно и органско. Подкожно е тоа што може да си го гледаме, да си го фаќаме. Органско не се висцералните? Меѓуорганите? Тоа е меѓуорганско, да, висерал, имаш адепос, висерал и онакво како внатре. Помеѓу бубрезите, помеѓу цревата. Тоа, например, што ќе те направи вака дебел во стомакот. Тоа е тоа што ќе ти го направи струкот многу голем. Органите не си се онака компактно. Така бе, така. Тоа е буквално заради маст. Таму измеѓу. Свинска маст, вака, како да трупаш. Измеѓу. Слоеви. Наместо вака... Да бе, вака, да се бидат вака. Ке се одваат. Наместо бубреџе и панкреас че вака да биде. Стај микрофон. Вамо е панкреасот, вамо е бубрегот. И ова тука е море на маст. На маст. Не е подкожно ова. Ова е тоа што те прави да имаш стомак. Не е ваздух тоа. Не си напумпан балон ти. Нема празно у тебе. Тоа е маст. Маст. Сега. Немогучата способност на масните клетки. Само додека растеме, заклучно со пубертетот, со крајот на пубертетот, организмот произведува нови масни клетки. Се зголемува бројот на поединечни масни клетки. Заврши ли пубертет? Крај. Во практична смисла можеме да сметаме дека крај. Бројот на масни клетки нема ти се смени. Тоа е. Има некои гранични случаеви, тук таму може да се генерира нова масна клетка. Рековме, збориме за генерално. Од тој момент па натака, се што правиш ти е поединечните масни клетки ги зголемуваш. Дали ќе ги зголемиш или не устари? Да. Од тебе зависи. Значи, и ти, и 300 килаш имате исти број на масни клетки. Твоите се прашинче, неговите се балони. Тоа е способноста на масната клетка. Толку е способна да се растегне. Да. И е пуна. Пуна. Назад, зумин, пази, значи немогуче. Зумин, клетка, масната клетка, една масна клетка. Клетка ко клетка. Клетка ко секоја клетка. Ке има органели? Да. Митохондрија, нуклеусче, ДНК. Ама тоа што ја разликува масната клетка од некоја друга клетка, е што во масната клетка внатре у неа има меурче со маст. Добро, предпоставам. Како резервоарче. Значи масната клетка нормална. Резервоарот е тој што шири, што се полни. Да, и се браво. Значи во нормална масна клетка има меурче унатре. Меурчето почиња да се шири.
И сега у еден момент ја пополнува целата Цела. клетка. И ја шири. Што значи се што е друго од органела е набутано. Како да те Да, бе, сплескам вака на зид. на фаца. Митохондрии кои што треба да произведуваат АТП, Аки ја произведу. ДНК, кои што треба да се клонира, се тоа вака залепено на зид. И сигурно со тежна функцијата на истото. Се дешава буквално хипоксија. Пригушено е, кислород не може да влезе. Се гуши. Се гуши. А што се случува? А може да умрат овие други, бе? Односно да не функционираат веќе. Ферментираат. Почнува да скапува. Ау. Ферменција е метаболички процес што се одвива во недостаток на кислород. И ствари митохондрија, ова се си Све. скапува. Тебе полека организмот ти скапува. ферментира. Тоа е одвратно, бе. А така. Фала, тоа ми беше поентата. Одвратно. Exactly. Any fat people out there listening? А така. Добро. Fuck. Тоа е за масните клетки. Кажи. Нема га. Живеј. Таман дојде. Мала пауза. Леле. Значи, у практична смисла, бројот на масните клетки не се зголемува, расте само големината на клетката. Мало уште по специфично длабоко разбирање за инсулинот. Дека, устори, јасно е тоа. Нели, инсулин доаѓа, чука на врата на масната клетка и кажува овакво, еве ти, by the way, може да каже и фет. Или може да земе, пази, може да земе глукоза, инсулинот вака зима глукоза, ја дава на митохондријата. Митохондријата ја преиначува у фет. Да. Да. Да бе. Значи, инсулинот зима шеќер у крв, ја Тоа е носи, процесот кога шеќерот не искориста. влага у масната се клетка, складира у мастин или влага у масната клетка, му ја дава на митохондријата, митохондријата е фабрика, мучка, ги преуредува тоа лего коцките у фет. у фет и искача фет од митохондријата, искача фет Во фет цела. и си влага во меурчето. Ова Аха. е процес што се случува во масната клетка. Така како расте уствари таа. Да, Добро. не мора да расте. Така. Може само и треба, може само складира. Добро, така. Колку што Само складира. Да, само складира. Нели она површното, неискористениот шеќер се складира у масти. Да, ова е процесот. Deep Сега, down. и сега што се случува? Значи, кога е... Кај дојдов, да. Митохондријата ја прева. Ова беше пример за да не се заборави дека инсулинот е само сигнал. Сам по себе не е лош. Така. И мора да има нешто за да го донесе. Значи, инсулинот е сигналот, а калориите се горивото. Да. Ако нема, Нема. ќе дое, ќе чук, нема ни да чукне. Ништо нема да направи. Да бе. Значи, Немаш гориво, немаш тие да те се два спроведе. важни фактори. Зашто е ова важно? Затоа што ако има покачен инсулин, ама има малку енергија, збориме вака Јасно. во bloodstream, Така. во крвотокот, покачен инсулин, малку енергија. Ова е скоро невозможно сценарио. Затоа што многу брзо инсулинот ќе си се повлече. Затоа што ќе Нема кој почне да спроведе. чука и нема што да спроведе. Да. Он ќе сигнализира. Ама ако нема кој. доволно долго време нема, стварно нема што да спореде, а почнуваат органи да бараат, Аха. namely мозок. Мозокот нема да дозволи да има застој. И мозокот ќе биде тој не, носи. Од кај сакаш од негде носи. Се алармира газдата уствари. Ама нема. Од кај сакаш носи. Измисли. И ќе иде у джигер.
Джигер ќе почне да произведува од негде, ќе почне од тие минималните резерви, сега има процеси у кои што масна клетка се преиначува во глукоза. Или ако има доволно метаболик флексибилити, а тоа се случува во нормални инсулински нивоа, да се гори маст, па кога ќе согори, буквално вака ќе запалиш маст, изгореното од маста ќе отиде, а вака чатта, процесот е кетонот. И мозокот ќе кажа, имаш и кетони, давај. Муаветот е дека, сценариото дека има покачен инсулин, а малку енергија е скоро невозможен, примарно затоа што мозокот нема да дозволи. И мозокот ќе активира протоколи и методи, тие други секундарни, за он да си осигура константен проток на енергија. Значи, овоа сценарио е скоро невозможно. Так. Ама, обратното сценарио, ако е инсулинот низок, а има многу енергија, што се случува? Значи, и шекер и маст, што сака нека, значи си јадел, си бутал многу, ама нема инсулин. Што значи тоа? Нема инсулин. Нема сигнализација. Нема сигнал да се овакво Да се спроведе шекерот. да се гори. Да се гори шекерот. Значи шекерот Ќе плута у бластрим. ќе плута или ќе дое кај масната клетка. Затоа што на масната клетка другиот сигнал, кога што уствари убавината на мастите, е што за да гориш шекер треба сигнал, што значи треба инсулин. А за да гориш масти не треба сигнал. Аха. Масти ќе си се горат или ќе си се складираат нон-стоп. Примарно заради мозокот, значи ако нема гликоген, ако нема глукоза, нема шекер, нема ништо, мускулот ќе вика не, гори. Што значи ништо? Ќе се горат мастите. Да. Што и да има шекер, ќе го однесеме, нема веќе шекер, ајде мастите, гори масти, кетони овоно. Што значи? Процесот на слабење. Ама може да имаш вишок. Так. Тоа е тоа се, значи можеш да имаш низок инсулин, а многу енергија. Имаш вишок. Значи, што треба ќе гориш, ама затоа што имаш вишок и ќе трошиш, ќе го исфрлиш, ќе го измочаш или издишеш. Во случај на низок инсулин, а премногу енергија, читај во практична мерка, бутај ко говедо, а имаш низок инсулин, буквално вишокот ќе го мочаш или издишеш. Нема да се складира. Ќе се складира колку што треба. Што треба. У моментот кога ќе се исполни капацитетот, тоа меурчето на масти, не е складирање таму. ќе се исполни колку да си ја зафати клетката, колку да. што треба, да. Нема да почне да ги сплескува пригушува органелите, па уште и да расте. Не. Колку што му треба. Толку ми треба. Не. Ама за тоа што нема инсулин, да и каже на клетката расти, У ситуацијата е добро на некој начин. Тачно. Тоа сакам да кажам. Затоа што после ќе дојдам до тоа што значи и какви методи, какви техники можеш да превземаш за да имаш низок инсулин. Оти ако инсулинот е низок, го нема сигналот на клетката да ја каже расти. Што значи што и да има во крвоток. Екстра ќе се складира колку што треба. Да. И сега нема сигнал да ја каже на клетката расти, ама имам вишок. Нема проблем, иди у бубрек, иди врати се у крвоток, не и изди. Ја мочаме и ја дишеме.